газификација да не скапа таа метода пред се? Па аеросолната метода даде одлични резултати во Куманово. Луѓето кои што работеа на проектот денеска тоа и го потврдија дека постигнаа резултати на места кај што се спроведе, намалување на загадување од 30 па дури и до 77%. Тоа не значи намалување на загадување на територија на целиот град, туку само на местата времено, на местата кај што истата е спроведена. Методата е ефтина, значи се спроведува со вода, без никакви засладувачи, додатоци или дополнителна хемија, што значи 100% еколошка и потребни се одреден број на возила, прикнушна механизација и подршка во сообраќајот за да истата биде спроведена. И Куманово дефинитивно ќе ја применува оваа метода, ќе пристапиме во набавка на таков тип на опрема, ќе побараме и подршка од државата да набавиме соодветни апарати и верувам дека следната година ќе успееме со оваа метода делумно да го намалиме загадувањето, но тука нема да застанеме. Веќе оваа година ќе продолжиме во духот на зеленување на Куманово. До сега засадивме некаде околу 700 нови садници, со тој тренд заедно во соработка со јавните институции, јавните предпријатија и невладиниот сектор ќе продолжиме во озеленување на Куманово и проектот кој што го воведовме засади живот за секој новороденче по едно нова садница, тоа значи 1200 садници во просек на територија на нашата општина ќе имаме засадено и генералната стратегија, а тоа е гасификацијата на нашата општина, кој што ќе продолжиме со ширење на дистрибутивната мрежа на газ. Веќе донесовме одлука на Советот да даваме 150 евра субвенција на секој домаќинство да направи гасификација во својот дом, но при тоа морам да напоменам дека имаме технички можности само таму во тие делови на градот кај што имаме инсталирано веќе гасификација мрежа. Еве се докажа ли она теорија дека Кумановската болница е еден од поголемите загадувачи, а се планирале да побарате можеби дислокација на мерната станица или болницата да се приклучи кон затоплување на газ? Значи, еве јас повторно апелирам. Јавното предпријатие Куманово газ и општина Куманово се комплетно подготвени да го поддржат проектот за гасификација на нашата болница и од страна на менаџерскиот тим исто така постои желба да се стори тоа, доколку Министерството за здравство одреди и определи одредени средства за гасификација на тој објект, треба да изготви проектна документација, да аплицира и во најкус можен рок би се впуштиле во реализација на тој проект. Куманово е подготвено да обезбеди на вакви потрошувачи газ. Инаку точно податокот дека Кумановската болница со застарениот начин на затоплување е еден од најголемите загадувачи во нашата општина, но првенствено најголемите загадувачи сме токму ние граѓаните кои што согоруваме се што ќе стигнеме и согоруваме несоодветно огромно дрво со одреден процент кој што е над дозволена влажност за тоа што истото дрво при согорување создава соодветни честички кои што не штетат на сите нас.